туку и у Скопје и поводно кај што ставаат цевки и така натака, тие беа цевки секундарна мрежа која што потоа требаше да се спушти во град за да се направи терцијарната мрежа, тоа значи да биде гасот донесен до домаќинствата. И се собраа некои групи и протестираа као нешто и тоа се прекина, се закочи тогаш проектот и така остана. И заради тие некои 150-200 луѓе кои што протестираат таму, град од пола милион луѓе нема ефтин енерген за дома. Ки имавме терцијарна мрежа гасоводна и на пример во Скопје ки имаше гасовод до секој дом. Грејење, ладење, готвење, се ке беше на газ и ке беше за 70% поевтино одржување на дом. Ама 150-200 луѓе галамеа и немаше доволно храбри политичари да ги напркат и да си продужат и така остана. Знаете дека на пример Преспа како регион пропаѓа буквално заради тоа што нема соодветно патно поврзување. Наместо да биде еден од најјаките региони у држава, е еден од најслабите. Знаете зошто? Нема граничен премин и нема соодветно патно поврзување. Зашто? Затоа што некои плейсхолдер луѓе земаа пари од германско-австријски невладини организации за да протестираат наводно кога се расцепела Галичица. Знаете дека немаме енергетска независност, не е направен Бошков мост и Луково поле. Знаете зашто не е направен? Рисот Марко нема каде да седи. Од истата глупа луѓе кои што земаа пари од интересни групи финансирани од некои енергетски компании австријски да протестираат против изградбата на овие два енергетски објекти. И ние немаме енергетска независност. И пак околу 150-200 луѓе земаа пари, цела држава плаќа поскапа струја, затоа што немало доволно храбри политичари да истераат до крај. Знаете зашто немаме нов градски трговски центар? Мириса на мочки се распаѓа дека и никој не иде, затоа што имаше ботови кои што кружеа околу ГТС, го гушкаа и нека да се реновира. И сега пропаѓа. Ете затоа не може ние вешто да бидеме против се што значи напредок затоа што го прави некој друг што не е од вашата политичка идеологија. Таа филозофија, таа логика, таа ментална состојба на све да се вика не. Таа произлегува од страв. Не, немој, не сега. Сигурно сте у комфортната зона, ништо не се менја, супер е вака. Тој страв предизвикува да викате не. И против да бидеме. Против се.